Сите оние информации што вчера преку текот на целиот ден ги пласиравме како неофицијални, денеска добија и соодветна потврда директно од министерот за внатрешни работи Чавков. Вкупно 8 лица се осомничени во акцијата. 6 од нив се професори. Се сомничат за корупција, за примање и надавање подкуп. Покрај професорите осомничени се и еден демонстратор и сопственикот на бифето токму на економскиот факултет. Професорите за да положат за некој студент да може да положи испит кај нив барале од 500 до 1000 евро. Полицијата ја разби оваа коруптивна шема за која што медиумите и пред се студентите реагираат веќе неколку години наназад. Токму и Министерството за внатрешни работи оваа акција, оваа истрага за оваа акција што беше спроведена вчера, ја спроведува неколку години. Предлагам сега да го слушнеме и министерот Чавков. Осумничените во повеќе случаи за кои се обезбедени докази барале различни суми од студентите кои се движеле од 500 до 1000 евра. За сметка на добиените пари, тие им впишувале преводни оценки кои не ги заслужувале, а документирани се и случаи каде оценка добиле студенти кои или немале право да полагаат, или пак воопшто не го пријавили испитот во испитната сесија. Во некои од случаите шемата била разработена така што собственикот на бифето подкупот во вид на парични средства го земал директно од студентите, а потоа го предава на асистентот, за истиот да ги даде на професорите со цел истите во индексите на студентите да впишат преводна оценка 6 за предметите кои ги предаваат и покрај тоа што истите не го поседуваат потребното знаење за положување на испитот. При претресот кај еден од осумничените во возилото кој го управувал пронајдени се парични средства во износ од 1000 евра и тоа 16 банкноти во апоени од 50 евра, како и 2 банкноти во апоени од 100 евра, кои се предмет на кривично дело. Кај друг професор, пронајден е и одземен телефонски апарат iPhone 6, предмет на кривично дело, а пак во неговиот кабинет пронајдени и одземени се 4 индекси, собственост на студенти од Економскиот факултет Скопје, а во домот на друг осомничен е пронајден и еден индекс. При извршениот претрес во просториите на бифето пронајдени се 2 пријави за испит, а пак од просториите на студентски прашања при Економскиот факултет Скопје одземени се 17 досија на студенти, најчесто од првата студиска година. Исто така при претресите пронајден е нотес во кој се содржани податоци од студенти, матични броеви и слично. Тоа е единствениот нов момент во соопштението од јавното обвинителство, значи нивните информации за коруптивните дејства на дел од професорите на Економскиот факултет се потврдуваат, значи тука нема разлики со тоа што денеска беше кажано од министерот Чаков. Меѓутоа, нов момент што фрла и сосема поинако светло на целиот случај е дека дел од овие професори барале и сексуални услуги од студентките за да положат испит или да им биде завршена друга работа на факултетот. Можеме сега да го предлагам да го проследиме и соопштението од основното јавно обвинителство. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по повеќе месечна оперативна обработка на податоци прибра докази до степен на основано сомнение за сторени кривични дела со коруптивна природа каде оштетени се студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Осомничени се 8 лица, од кои 6 се универзитетски професори, еден демонстратор и еден управител на бифе во универзитетскиот комплекс. Лицата се сомничат за сторени повеќе кривични дела за кои ќе се одлучува по спроведената истрага. Освен примање пари, постои степен на основано сомнение дека дел од професорите барали извршување на сексуални услуги заради полагање на испит. Во текот на вчерашниот ден при преземените действија за прибирање на докази по издадената наредба за претрес, еден од професорите е затечен ин флагранти во извршување на кривично дело, примање на подкуп од 1000 евра, додека за останатите се обезбедени докази во изминатиот период. Според официјалните информации од Министерството за внатрешни работи, 6 од осомничените моментално се наоѓаат на распит во полициската станица Киселавода, додека за тројца уредно им е доставена покана да се јават во полициска станица на разговор.